Јас би сакал времето што ни преостанува денес да обрнам повторно внимание на една мала и една поголема утка во библиската полка, теолошки гледано. И за денешната, и за претходната. Има нешто во денешната, па тоа е малата утка во денешната. Сега колко е мала, процените и вие. Но јас за мене ќе речам дека е мала. Сметам дека, сега ако некој праша зашто го правам тоа, како што го правев пред 4 години, кога ја на крајот од 17 година ги имавме прво посланието до галатјаните летото, а потоа есента посланието до римјаните како библиски поуки. И тука имав одржано многу предавања во врска со коригирање на некои мисли од тогашните библиски поуки, затоа што новата теологија, кога е во прашање Евангелието особено, разбирањето на Евангелието, се наоѓа на ниски лутерански позиции, а ја нема признаено и прифатено целата светлина по тоа прашање, како што Господ ја испрати преку Џон Си Вагонер уште од крајот на 19. век. Да завртиме најнапред во вторникот, 18. јануари, според поуката. Тело и крв, како и ние. Значи, се работи за Христовата човечка природа, така. Месо и крв вели таму? Како вели македонскиот превод? Тело и крв, нели? Го насловува. Да, не месо и крв, мислиш во некои библиски преводи на текстот од Евреите, 2 глава. Прво да кажам дека библиската полка, дури и оваа полка, барем досегашниот овие веќе 4 лекции, има прекрасни мисли, прекрасни и многу точни погодени ставови, некои што дури ме воодушевија, значи да не испадам дека само сакам да критикувам. Значи ја фалам полуката за многу што, но сметам дека кога има нешто што не чини, сакам да го истекнам затоа што знам дека тоа не е до авторот, не е тоа некоја човечка слабост, току знам дека е тоа масло на новата теологија, која што сака некаде да расипе. Ако може да не биде све чисто, да има малца и прљавтина некоја дамка да има малку, нешто збунувачки да има, па да бидат и верниците како и професорот Џорџ Најт дезориентирани и збунети околу својот идентитет, својата мисија и својата доктрина, своето учење. Зашто све да ви биде јасно, чисто, бидете малце збунети. Намерно, значи сметам дека е намерно, затоа го кажувам. Но не од авторот толку. Денес цели генерации до сега се индоктринирани со новата теологија, така да не е сега прашањето дали тоа го кажал овој или оној. И то не е тоа битно, не е ова ад хоминем, не е лична до некоја личност. Не се занимаваме и не критикуваме некоја личност. Џорџ Најт конкретно го споменувам затоа што тој е многу влијателен теолог и многу познат во адвентизмот, кој што, како што слушавте и од Паул Букур, неодамна направи голема каша попара, голем дармар во адвентизмот, но не само тој. Целата нова теологија. И во овој одсек од вторникот се кажуваат многу точни работи. Например, изразот тело и крв,
уште на почетокот од коментарот, кој што ја нагласува кревковста на човековата природа, незината слабост и така натаму, да не ги читам и повторувам тие работи, кои што и денес ги проучувавме. И понатаму вториот пасус, кој што нагласува дека и покрај сето тоа, Христос се разликувал од нас во поглед на гревот, сето тоа е точно и на место, како што и го цитира апостолот од Евреите 7.26, дека Исус, иако во оваа човечка природа, сепак бил свет, безазлен, чист, одвоен од грешниците. Точно, сето тоа се однесува за Исуса, наспроти грешниците, кои што се опишани во текстот од некои текстови од Римјаните, например 7 глава. Грешникот е опишан како телесен, продаден под грев и така натаму. Секој оној што е отуген од Бога, секој оној кој што е непрепороден, секој оној кој што живее во своите страсти, во своите телесни нагони и не ни може да живее поинаку, се додека не го запознае Господа, додека не ја прими силата, додека не биде крстен од Светиот Дух. И така натаму, и целиот овој пасус го завршува со размислување за тоа дека Христос навистина и морал да биде таков, значи не можел да биде грешен како личност, телесен, продаден под грев и така натаму и така натаму. Но, тука има една реченица која што малку буни. Која е таа реченица? Исусовата природа, меѓутоа, не била расипана од гревот. Значи, цело време зборува дека Исус како личност не е грешник. Исус како личност, да, тоа е сето точно, свет, непорочен, одвоен од грешниците и така натаму. За разлика од нас кои сме грешни, по карактер како личности, грешници, продадени под грев, отугени од Бога, по природа и духот наш е таков, и побудите наши се такви, затоа што сме непрепородени, не сме родени од духот, туку сме родени од тело. Исус од раѓање, уште од Витлеем, уште во утробата Мариина, бил со Светиот Дух. И тоа е големата разлика помеѓу него и било кое друго бебе во земскава историја. Но сега зашто ја уфрли ова именка, природата? Исусовата природа, меѓутоа, не била. Исусовата природа е нашата природа. Нема разлика помеѓу Исусовата природа и мојата природа. Тоа е една и иста. Исус не е вонземјанин. Исус не дошол со некоја друга природа. И сега, искрено, полуката тоа го нагласуваше претходно. Например, на крајот од првиот пасус, од истиот овој одсек, Исус едноставно не само изгледал или делувал како човек, туку навистина бил човек, навистина еден од нас. И сега ова го нареков само мала утка, затоа што ја помешал природата со неговата личност. Многу е битно да разликуваме Христовата природа, и таа не е само една, че има Христос има две природи, но е божествена и човечка. Кога се работи за човечката, тоа е нашата падната, смртна и не е погрешно да се рече грешна природа. Исус ги наследил гените на Авраам, на Давид, на Соломон, на Јуда. Не зеде природа од ангели, читаме во Евреите 2 глава, туку беше направен од семето Авраамово. Зошто тоа се нагласува? Исус ја зеде нашата падната грешна природа.
А таа и како била расипана со гревот. Значи, Исус не е зел природата на Адам пред да падне во грев. Соку сето наследство на генерации Адамови потомци, грешни Адамови потомци, илјадници години наназад. Исус има две природи, божествена и човечка, но Исус е една личност, не се две личности. Во раното христијанство на ова прашање паѓале цели цркви во разни христолошки ереси. Христос има две природи, а не само една, како што велат и коптите и другите монофизити, како ерменската црква и така натаму. Христос има две природи, но е една личност, не како несторијанската ерес, која што во Христа гледала две лица. И така натаму, да не навлегувам таму. Значи, се убаво си кажуваше за Христовата природа, само сега тука, кај што зборуваше за Христовата личност, неговиот дух човечки, кој што е посветен од Светиот Дух, од божествената природа, уште од зачеток, дека тој е безгрешен, дека тој е свет. И тука повторно уфрли само една погрешна реченица, кога се врати на природата. Каква е природата? Едно е да кажеме дека Христос е безгрешен, дека Христос не бил грешник, он бил посветен, непорочен, одвоен од грешниците, бидејќи така, кога велиме Христос, мислиме на неговата личност, која е една и единствена, иако има две природи. Христовата личност е една и единствена, а друга ако зборуваме за човечката, едната од тие две природи. Христос токму затоа се родил во Витлеем од човечки гени, од гени на грешни предци човечки, за да ги наследи тие гени, за да влезе во нашата генетика, за да ја наследи нашата падната човечка природа. Вториот проблем, иако немаме многу време, се наоѓа во претходната лекција, четврток 13. јануари. Јас нешто споменав на оваа тема пред 2 саботи во малата сала, кога реков, бидејќи малку бев почнат, мислејќи дека нема да ја имаме оваа поука, но сепак Ивана ја имаше. Малце почнав да ја коментирам однапред таа лекција тогаш пред 2 саботи, но не стигнав до четвртокот, значи повеќе зборував за оцејот на Божијата слава и нешто за оцекот од среда, Христос како создател, создавање, Христовото создавање, и дека се во него се одржува. И само најавив, ако се сеќавате, вие што бевте тогаш, само најавив да читате Дела 13 глава, за да, каде што самиот апостол Петар таму го објаснува оној стих од псалмите, втората глава, вториот псалм, што значи тоа што и апостол Павле го цитира во Евреите 1 глава, кога отецот му вели на синот: ти си мој син, јас денес те родив. Што значи тоа јас денес те родив? И на што се однесува тоа денес? И само малку на брзина, не баш многу на брзина, бидејќи сакам да ја разбереме разликата. Во овој оцек авторот сака да објасни што значи тоа дека Исус бил роден или наречен роден, но веднаш почнува со Евреите 1.5, значи цитатот од вториот псалм. Ти си мој син, јас денес те родив. Според тоа, контекстот на што значи дека Исус бил роден се однесува на тие зборови. Контекстот, јас денес те родив. Што значи тоа, јас денес те родив? И тој продолжува, се дава едно свое интересно размислување, кое што не е погрешно, барем ја не гледам нешто погрешно од таму. Наведува еден куп стихови, кои што немаме време ниту да ги читаме сега.
И се наведува едно свое размислување дека Исус бил роден во смисол дека бил поставен или посвоен, под наводници тоа посвоен, не дека навистина е посвоен, од Бога како ветен владетел. Значи, и продолжува понатаму во контекст на тоа дека Исус е ветен како цар, дека Исус е најавен и проречен како син Давидов, како наследник на престолот, на Божието царство и така натаму. И тоа го читаме и во самиот псалм. Во самиот втор псалм, каде што се прв пат и наведени овие зборови, понатаму псалмистот продолжува и кажува што после тие зборови ти си мој син, јас денес те родив. Тоа се во вториот псалм зборовите од 7 стих. Ти си син мој, јас денес те родив. 7 стих вака гласи: ке ја објавам одлуката Господова. Значи тоа е одлука. Тој ми рече: ти си син мој, јас денес те родив. И продолжува и вели: и побарај од мене и ке ти ги дадам народите во твое наследство и краиштата на земјата во твое владење. Ти ке ги пасеш со железен жезол, ке ги разбиваш како грчански сад. И сега, цареви, вразумете се, поучете се, судии земни. А јас би додал и сите вие партиски битанги кои што не сте ниту цареви, ниту судии, ниту кнезови, туку што нешто многу пониско и од тоа. Вразумете се, служете му на Господа со страв и со трепев. Значи, овие зборови: ти си син мој, јас денес те родив, псалмистот ги кажува, го цитира Христа, синот ги кажува тие зборови, што му рекол Отецот кажува, и понатаму дека се дадени, дека се кажени во контекст на Христовото месијанство, на неговото идно владење како цар. Значи, пророштво за Христовото владење како цар, и авторот во овој одсек се држи, значи, до тоа, и го цитира и текстот во Дела, 13 глава, 32 и 33 стих. За момент пред да отидеме таму, наведен е и 89-тиот псалм, 27 стих, значи 89-27, каде што стои запишано: и јас ке го направам првороден син, повисоко од земните цареви. Ова е многу битен текст во псалмите, бидејќи тука се наведува во идно време дека Отецот ќе го направи синот првороден. Значи, не е точно тоа што го тврдат антитринитарците, дека изразот првороден се однесува на Христовото потекло, на неговото минато. Туку првороден се однесува на Христовата месијанска служба и конкретно во Дела 13 глава, да отвориме таму, што читаме во врска со овие зборови, 32 и 33 стих. Дела 13 глава, 32 и 33 стих. И ние сега ви благовестуваме дека ветувањето дадено на нашите татковци, Бог, поточно апостол Павле кажа овие зборови, мислам дека претходно реков Петар, се извинувам, дека Бог го исполни на нас чедата нивни, значи на нашите предци, нашите татковци, откако го воскресна Исус, како што и во вториот псалм стои напишано, и е истите зборови: син мој си ти, јас денес
те родив. Значи, на што ги премени апостол Павле овие зборови од псалмот? Кога било тоа денес? Кога отецот му рекол на синот, јас денес те родив. Тоа не било ниту денот на Христовото раѓање во Витлеем, туку денот на Христовото воскресение. Значи, концептот на првородството, Христос како првороден син, се однесува на неговата месијанска служба, се однесува на неговото царско достоинство, се однесува на неговото месијанство, не се однесува на неговата природа и потекло и така натаму. И сето тоа авторот сака да го објасни во овој одсек и убаво го објаснува, според мене, но дури на крајот во болдираниот текст од одсекот прави една тешка утка, кога вели, значи, идејата за Исуса како Божји единороден син, така стои во македонскиот превод. Во македонската лекција како стои? Идејата за Исус како Божји единороден син не се однесува на Христовата природа како божество. Тука ја прави тешката утка. Значи, цело време убаво си објаснуваше дека идејата за Христос како првороден син не се однесува на неговата природа, туку на неговата месијанска служба. И сега, како и многу теолози од новата теологија, ја прави утката, ги брка концептот на првороден, го брка со единороден. Ко единороден навистина се однесува на Христовото потекло и природа. Првороден не се однесува на тоа. Но он ги помешал тука лончињата и запишал дека единороден не се однесува на Христовото природа и боженство. Дали ја забележавте разликата? Едно е првороден, друго е единороден. Тоа се две различни работи, но ја отпорано имам забележено дека во новата теологија дури и теолози, и доктори, и познати пастори ги мешаат овие работи, бидејќи не разбираат што значи единороден, и затоа го бркаат концептот на првороден, го бркаат со единороден, го мешаат. А исто го прават антитринитарците. И тие го мешаат првороден со единороден. Тоа не е исто. Тоа се два различни концепта. Сакав само да ја нагласам, значи, според мене ова е тешка утка, многу потешка од она за Христовата човечка природа, од 16. јануари, односно од 18. од четвртокот, од завчера. И ова треба да го разберем. Како и да е, ако даде Господ живот и здравие, во иднина ќе зборувам малку подлабоко на оваа тема. Што значи единороден, а што значи првороден во посебни проповеди. Оче наш, ти благодариме за твојата голема милост, ти благодариме за твојата добрина, ти благодариме за големиот дар што си го дал, што си го жртвувал, твојот возлюбен син за нашето спасение. Веќе со самото овоплотување, со земањето на нашето тело, нашите гени, нашата природа, тој за секогаш се понижи и за цела вечност ќе остане така понижен, како создадено битие, понижен со нашата човечка природа, заради нашето спасение и нашите гревови. Ти благодариме, Господи, иако и самите многу површно ја разбираме оваа тема и цела вечност ќе биде предмет на нашето изучување, на нашето разбирање и на нашата благодарност. Ти благодариме, Господи, што ги вослиши нашите молитви за брат Крсте и за многу други случаи. Иако знаеме дека според Твојата совршена волја и оние што дозволи да починат и да ги погребеме, беше подобра
отколку да ги исцелиш, затоа што само ти знаеш што би било кога би било. И преку животот на царот Езекија и неговото оздравување си не поучил да не бараме, да не ја преиспитуваме твојата волја, откако ќе одлучиш така како што ќе одлучиш. Те молиме, распушти не во мир, води не и чувај не. И во текот на овој прв ден по саботата и целата наредна седмица. Ова те молиме и за ова те благодариме во името Христово. Амин.